Коронавирусот силно удри врз македонската економија, оставајќи официјално без работа досега околу 15.000 граѓани, а дел од компаниите морале дури да стават и клуч на врата. Ова за Гласот на Америка го вели Миле Бошков, претседател на Бизнис конфедерацијата на Македонија. Меѓутоа, вкупната бројка, вклучувајќи ја и сивата економија или работниците на црно, е многу поголема. Меѓутоа, не била регистрирана. Има еден друг пофрапантен податок. Според анализите кои се направени, изгубени се работни часови за околу 85.000 вработувања или работни места во овие 3 месеци. Од Сојузот на стопански комори велат дека околу 99% од компаниите во земјава се соочуваат со навален капацитет на работа, помеѓу 80 и 100%, што директно се одразило на нивната ликвидност. Но веќе се соочуваат со навистина големи проблеми да немаат средства за да може да ги подмират редовните месечни трошоци, а тоа секако влијае на она кое што е најкритично во овој момент, тоа е исплатата односно редовната исплата на платите. Според Бошков, државата нема да може уште долго да го помага приватниот сектор ако не се презема други чекори, например привремено намалување на платите на јавната администрација. На некоја си бројка од помеѓу 130 и 150 000 јавна администрација, доколку се исплати 70%, може би сега е шансата тоа да го направат, за да може да одложат помош или да ја одржат помошта во јуни, јули и август. Аксоска пак дека е неопходно продолжување на мерките и во наредните 2 месеци. Според нивните анализи, многу лесно економската криза може да се прелее и во 2021 година. И навистина ќе имаме потешкоти и се до формирањето на следната влада да се преброди ова, немајќи функционални институции. На долг рок тоа значи имаме стагнација, имаме застој и не е добро едноставно нити за инвестициите, ниту за работните места. Во овој момент од кризата се погодени сте сектори на Аксоска вели дека најмногу тоа се градежништвото, туризмот и угостителството. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.